Здраво на сите! Ова се мои рецепти и денес ќе правиме колач со овошје и снег од белки. Снегот од белки е забавен за правење. Со овој рецепт добивате фина леплива верзија која ќе ја згмечите и измешате со овошје и крем. Во овој рецепт нема нешто што не би ви се допаднало. Да започнеме со состојките. Ќе ви треба 115 грама шеќер во прав, 115 грама шеќер, белки од 4 големи јајца, 300 мл крем и овошје. За овој рецепт ни се потребни само белките, па затоа рачно раздвојте ги јајцата и оставете ги жолчките настрана. Нив можете да ги искористите за правење холандез сос или колачиња. Истовремено загрејте арерната на 110 степени. Матете ги белките со рачен миксер или маталка додека да се појават цврсти врвови. Кога ќе ја добиете оваа текстура и форма, почнете полека да го додавате обичниот шеќер, една по една лажица, постојано мешајќи со средна брзина. Кога ќе го ставите целиот обичен шеќер, почнете во смесата да го мешате и шеќерот во прав. Овде потребната количина шеќер во прав ја делиме на 3 дела и ја мешаме со лопатка. Бидете многу внимателни и нежно мешајте ја смесата за таа да го задржи воздухот и волуменот. Треба да добиете свилеста бела смеса. Ставете малку хартија за печење на дното од делимано тавата за печење. Сипете го снегот од белки. Сиот свилести бел. Потоа ставете го во рерна да се пече 1,5 час на температура од 110 степени. Во меѓувреме, земете го кремот и изматете го со миксер или маталка. Кога снегот ќе се испече, извадете го од рерна и оставете го да се олади. По неколку минути превртете го снегот на работната површина. Земете остар нож и исечете го снегот на коцки. Ако сакате, можете да земете сукалка и да го издробите на парчиња. Ставете го овошјето со сокот во кремот. Овде користиме шумско овошје, како што се зрнестите плодови, малините и црешите. Потоа ставете го издробениот снег од белки и мешајте ја целата смеса додека да добие текстура која изгледа и ни остава впечаток на сладолед. Овој колач го сервираме во поединечни порции со помош на тркалезен калап, со дополнителен сок и овошје од околу и од озгора. Но можете да го сервирате и во голем сад на средината од масата, па сите присутни сами да се послужат. Овој десерт е толку вкусен што можеби ќе го изедете уште пред да стигнат пријателите на вечера. И не заборавај, на сите ни е потребна идеја во кујната. Затоа биди вистински пријател и сподели!